Можно е кај нас Артан Груби да биде можеби процесиран и уопсен. Знаете зашто? Ве прашувам заради тоа што ова е прв случај политичар од ваков калибар да биде на црната листа на Америка, би рекол дури и се повлече од јавниот живот. Кажа дека веќе толку е и од политика и од се повлекува и дека правдата ќе ја бара, ќе се жара, што ќе прави таму не знам. Може па и ќе докаже дека е невин. Не знаеме. Например, на истата листа и Стефче Јакимовски. Стефче си продолжи. Стефче си градоначалник, никому ништо. Мерко си исто градоначалник, никому ништо. Но Артан Груби се повлече. Дали може би се крои план за да биде Груевски 2? Или поново Васко Ковачевски? Една работа само сакам да знаеш ти и јавноста и граѓаните на Македонија. Пак ќе кажам, американците велат почнете да ги апсите, имате докази, земете ги од нас доказите. И како ние што и најдовме, можете и вие да ги најдете. И во соработка со америчката служба тие може да докажат дека Артан Груби што ме ставе на листата, дека Стефче Јакимовски, дека Мерко и други луѓе што се како Кочо Ангјушев, бизнесмени тој, и Камчев, и Сашо Мјалков, и други луѓе, значи можат тие да ги процесираат. И по правото вели вака, додека не се докажи дека некој е виновен, тогаш мора да замислиме наводно дека не е виновен. Но јас пак викам, треба да се испити, да се испита тотално за овие луѓе, бидејќи досега никој ништо не преземаше, кој што кажа Стефче Јакимовски си продолжува да си биде градоначалник, си излегува по сите телевизии, си кажува и така натаму по портали, и тоа е главна зверка овде, човек кој што толку години беше и министер и не знам што не беше градоначалник. Сега, пак ќе речам, значи тежината што ја дава State Department на Америка е огромна. Да. Немаат причина дали Стефче, дали Мерко, дали Артан, дали судијата и не знам што, не можам ни веќе имињата да му ги памтам, да ги става на црна листа. Америка си има огромни проблеми во светот, гледате што ни се случува геополитички, гледате војната во Украина, и по цел свет да ги реши овие сите проблеми. Сега Америка ќе се расправа со мене, со тебе или со некој Стефче или Мерко. Значи, пак ќе речам, МВР, јавното обвинителство, владата, да земе итно, еве и Силјановско, отко пред недела дена пишуваме и изборуваме на Фейсбук, можда видела, можда не видела и нема што се појави. Да, ова е наводно, ова е значи да се провери, да се види и така натаму. Јас пак ќе речам, сите што се на црната листа, најверојатно се огрешени, бидејќи не те ставаат американците на црната листа. Имаат докази. Ако те ставаат на црната листа, немаат докази, самите ќе се страмат. Америка нема потреба да се страми во Македонија со некои си Стефче, Мерко, Саше, Мијалков, Камчев, со не знам уште некој, пак ќе кажам, толку ги има што јас веќе и не сакам ни да му ги памтам имињата. Значи мора да се оди напред, мора овие луѓе целосно да се испита, да се земат доказите, нека си соберат и од тука докази и кои се огреши во закона, а се огрешиле, верувај ми, се огрешиле од нив на разни начини, не е само ова што подкупувал Артан со судијата, суди за случаја на Мјалков и не знам кој. Штом човек се занимава да запамтиме, сите да запамтат со криминал, кој ќе почнеш со еден криминал, друг криминал, трет, еден недоволно, за да има повеќе криминали. И не за жал, за жал, ние сме за жалење затоа што 30 години имаме политичари и криминалци на власт, но ние сме уште повеќе за жалење што нив ги гласаме. И кој е тука најповеќе крив? Ние, народот. Трчаме, одиме, гласаме и не подлажуваат со некој работни места или не знам со некој ветување дека ние во иднина еве, ќе ве вработиме или ќе унапредиме, не ти си се учител во некој училиште, не се секира ден ќе бидеш директор.
чиста лага, измама и тоа е тоа. Го спомнавте судијата од како мислам од како се појави тоа дека е на црната листа, човекот си зема неколку слободни денови и не се знае дали се уште во државата. Артен Груби го спомнавме. Што мислите вие лично за Артен Груби како човек? Дали каков всушност политичар е Артен Груби? Јас нема што да мислам за Артен Груби, немам ни време да мислам за него, но само едно знам, дека човекот од еден обичен водач на таа надпреварувачка група, шверцери, балисти, не е битно како се вика, оттаму израснал под водство, под закрило поточно на Али Ахмети, стана врвот на политиката. Значи, за мене тоа е несватливо, бидејќи кај нас, дали сме ние албанци, македонци, власти, турци и се занимаваме со политика, најквалитетните луѓе треба да одат напред. Но сигурно на Али Ахмети и како него луѓето, како Груевски, како Бранков, како Заев и така натаму, не му требаат квалитетни луѓе, не му требаат извршители. Што ќе му каже да биде доверлив човек и така натаму, така да нема мислење, освен има многу лошо мислење, поготово со ова ставајќи го на црната листа и порано мислев дека човекот не е добар, така да немаме корис од Артен Груби и имаме корис ние од квалитетни идни политичари кои што се ќе бидат пред се честни, имаат своји квалитети, имаат искуство во животот, работно и животно, и ќе извадат ова Македонија, ќе спасат од луѓе како Артен Груби и другите политичари и криминалци. Дали, например, препознавате во неговиот случај некаков сценарио за да биде она народната и волкот сит и овците на број? Што мислам? Мислам, например, дека таман да го осудат за влакно да им побегне. Како што се случи со Никола Груевски, па и со Васко Ковачевски сега. Васко Ковачевски е ситна риба. Васко Ковачевски да, е човек... зема многу пари. Што се 6,5 милиони евра, бе, човече? Да, ништо. Тие украдија милиарди, досега во овие 33 години како држава имаат украден преку 30 милиарди евра. Слушајќи вас, може би не требаше ни да побегне Васко. Неколку години ќе му дадоа и ајде. Не видите, ако сака ова држава и Васко и Груевски ќе го вратат. Не азил да му дадат, што сака да има методи како да се вратат овие криминалци. Васко е ситна риба и не би разговарал многу за него. Мислите дека не сака Груевски да го врати Македонија? Па нормално. Тоа е договор помеѓу СДС, ДПМН ДУИ. Тие се договорија, тие го испратија, да не мислите вие во Гепек се криеше Груевски и така. Значи се тоа се знае како е, што е и таму Орбан председателот го чува верно, бидејќи најверојатно избега со тешки милиарди и човекот така и функционира, бидејќи кажеш што барат таа држава тебе да ти дава азил, бидејќи ние то судуваме на основа на дека имаме докази. А тој нормално политички азил побарал таму и ма нема врска тоа, туку да не се лажи народот, да ја слушни вестината, затоа изборуваме, дискутираме. По моје мислење, бидејќи јас не сум револтиран, но сум револтиран на властите, бидејќи 33 години не крадат, а се револтиран повеќе на народот, јас сум дел од народот, се разбира, нас граѓаните, кои што слепо гласаме за исти луѓе 33 години. Па видете се, ако ќе гласа за криминалци, што добиваш на власт криминалци. Тоа е просто и едноставно. Јас сакам малце да зборувам за нешто што ние како луѓе треба да се освестиме. 33 години не дриблаат, тоа се вика, не манипулираат, не лажат. Овие но дали е политички возможно структури. во името на Артен Груби да се случи нов Никола Груевски? Све е возможно во Македонија. Све е возможно. Бидејќи ние во Македонија немаме држава. Ние во Македонија имаме криминална држава. Ќе ти кажам зошто. Затоа што институциите ни се криминални. Кој го дозволи тоа? Политичарите што се на власт. Тие се криминалци. Јас пак ќе кажам,
Треба и во уставу и законите да се внеси термин политички криминал, политички криминалци, не мито, корупција, тоа е блага као форма и некој ќе речеш корупција и сам, тоа корупција е широк поим. Вие стално го говорите, да. Па мора така, значи да се внеси и да се знае дека најопасна форма на криминал е политичкиот криминал, кој што стимулира, креира, поддржува стопански криминал, мито и корупција. Зборуваме за некоја си урбана мафија, каква урбана мафија, човече? Каква урбана мафија? Замислите, ние имаме влада. Која бе урбана мафија? Замислите, ние сме градоначалници, со советници. И ако сме се честни, кој може да те изгради маркици, да зема, да ти прави, да ти го уништи Скопје, Битола, Тетово и кој било град? Па не гледате каква урбанизација се врши. Значи, ние сме криви што гласаме за овие криминалци. Пак ќе кажам, кога гласаш за криминалци, а ова е последица затоа што ние ги поддржуваме. Тие секојаш има, затоа ги полната институциите со нивни вработени. Значи, вие кривицата гледате кај народот. Па во народот е кривицата, во нас е кривицата. Во која е кривицата? До кога ќе гласаме за овие криминалци? Па не гледате, ќе не уништат државата, ќе распарчат. Па луѓе, доволно е што досега 33 години ние заминавме, ни заминаа 200-300 илјади млади. Вие имате деца, ама немате како јас имам. Да си имате син или ќерка во Америка и да се честиташ на Вибер и оние или WhatsApp или не е битно. И ние се радуваме, вештачки се радуваме, ние ова порака до родителите. Ние како родители ја уништивме Македонија. Што дозволивме да гласаме за овие криминалци. Па овие не се ни војќе криминалци, не знам да беа монструми, па немаше вакво зло и толку да ја исплачкаат, да ја уништат и да ја разнебитуваат Македонија. Дали Артан Груби го прави она што го мисли Али Ахмети или мислите дека Али Ахмети таму го загубил далечинското? Дека дури можеби Артан Груби доскоро беше и посилен во партијата од Али Ахмети. Апропо оваа теза, слушнав овие денови теза дека можеби и Ахмети е вмешан во ова што му се случи моментално на Артан Груби, на црната листа на Америка. Толку ли е влијателен Али Ахмети во Америка баш сега ова да го направи? Видете. За да го тргне Артан Груби. Не е ова порачка од Али Ахмети. Али Ахмети го контролира Артан Груби, но некојаш можда и не може да го контролира, бидејќи не можеш ти твоите членови, па и најблиските соработници да ги контролираш секогаш. Значи, Али Ахмети со самото тоа што дозволи да го креира Артан Груби е крив. Ако Али Ахмети беше на ниво политичар, ќе избереше некои други луѓе, многу почесни, многу поинтелигентни, за да бидат до него. Мојата приказна е следната. Не е моја да кажувам дали Али Ахмети е вмешан во ова или не. Сигурно ако се бави со политика, јас пак ќе речам, ДУИ, СДС, ДПМН и другите ПЧС партии, сите се тие криминални пелдерти. Зошто се криминални? Па нон-стоп се краде, луѓе. Нон-стоп произведуваат во елитата нивна политичари кои што еве, конкретно случај со Артан Груби. Значи, луѓе кои што се ставени на црната листа за корупција, за да го му дозволат Сашо Мјалков да не биде, се разбира, осуден, и одат прават притисок на судите. Тука колку пари, кој плаќал, шо прави, тоа е допрва треба да се открива. Можда американците на црната листа имаат тие докази, тоа треба јавното обвинителство. Јас не сум јавно обвинителство, јас сум председател на демократи и јас сум еден обичен граѓанин кој се бори за доброто на Македонија. Се бори за спас на Македонија, се бори за доброто на сите граѓани во Македонија. Нема кај мене тука нација, вера, религија. Има луѓе и не луѓе. И толку е. И така да Али Ахмети само си знае колку е инволвиран во ова, но и американците ќе дознат или знаат веќе, еден ден се ќе излези на виделина. Криминало не се исплаќа. Овие си помислија, овој народ, видите, не гласа нас, после толку пати крадење, плачкање, уништување на нивните животи,
на економијата, здравството, образованието, животната средина. Замислете, ние продолжуваме упорно да ги носиме на власт овие партии. Па тоа е трагедија, затоа јас велам дека граѓаните, гласачите, народо е крив и тие дома што седат, што не излегуваат да гласат и цело време што викат нема за кој да гласам. Има за кој да се гласа. Има, тука се демократи, кои се честни, поштени, со работа и животно искуство и кои што сакат добро за сите нас да направат. Има, само некој не сака да види. Значи, ако не одиш на гласање, си крив. Но ако одиш да гласаш и гласаш за погрешни и повторно гласаш за истите, тогаш си соучесник, се разбира, во уништување на нашата убава Македонија. Дали конечно во Македонија се најде влада која престана да им удоволува на бугарите? Што мислите вие околу се ова? И дали бугарските барања впрочем имаат крај? Видете, во Македонија сегашната власт вели дека сакале демек да ги внесат бугарите во уставот, но со одложено дејство да се гарантира Европската унија да гарантира дека ние нема повеќе да бидеме оценувани од бугарите. Но во Македонија можам слободно да кажам дека нема влада таква и нема ни да има се додека се на власт СДСМ и со нивните полтронски привезоци, вклучување тука и во власта сега што се знаме и влен. Значи, треба да разбериме на работа. Овие луѓе се политичари и нив само ги интересира што подолго да останат на власт, што повеќе да дојдат до некои си тендери и така натаму, да си ги вработат своите фамилии, да си вработат своите послушници и да дојдат до пари, до богатство. Како што кажав и се разбира што подолго да останат на власт. Јас не гледам тука, ние како демократи предлагавме и предлагаме да се укине историската комисија, власта што е на власт начело со ДПМН. Тие ја смена е комисијата, а кажуваа за време на избори дека друго ќе направат, дека ќе се спротистават на бугарите, ствари нема од тоа ништо, поточно на бугарската држава, која што не понижува со децени. И ние предлагавме да се укине комисијата историска, нема што ние, македонскиот народ и Македонија, да се докажува македонските граѓани дека дали сме ние македонци, колку време постоеме, дали имаме свој јазик, не ни ја признават историјата, да, имаме историја и со такви луѓе не треба ни да разговараш, ни да имаш преговори и договори, нека ги прекинат договорите. Европската унија ти вели внеси ги бугарите за да продолжиме понатаму. Тоа е нивниот услов. Но не значи ти дека треба секојаш да ја слушаш и Европската унија. Европската унија си има огромни проблеми. И пак ќе кажам и кажувам секојаш, Европската унија прво направи голема грешка што донесоа закон да имат консенсус од 27 земји кои што се дел на Европската унија да гласат, ако една не гласа ништо не може да му помени. Не е само за проширување на Македонија или за проширување на Европската унија и од други да метнат други држави. Значи во Европа се борат пратеници, европски пратеници во парламентот, тоа да се промени. И тоа го нема нигде. Тоа ми изгледа мене како некоја диктатура. Зошто е диктатура? Како може, ние имаме 120 пратеници, ако еден не гласа, не може да ти помени закон. Не можеш да се сложиш. Тоа го нема нигде, бе луѓе. Во која држава го има? Тоа го има само во диктаторски држави, фашистички држави, а има некои држави такви во светот, кои што владее некоја како сега што беше конкретниот случај со Сирија, со Асад и така натаму. Значи, ние треба да разбериме. Не му веруваме ни на ДПМН, дека еден ден нормално и ќе ги вметнат и притисок ќе си добијат од Европа и ќе го направат тоа. Но ако имаш чистав како демократи, како јас што зборувам, се распушта историската комисија, точка, се прекинуваат преговорите и се повикува Бугарија како што ние повикуваме ко демократи, да земат, да се извинат зашто не признаваат македонската нација како македонски народ, вештачка творенина измислена од Тито, не знам што, културата не ја признават, и јазикот, и ти седиш со нив и се договараш.
Зато не му верувам на ова влада, на ДПМН. Зошто формира нова комисија? Зошто си ставија своји луѓе? За да ни ги јадат парите од буџетот по не знам колку илјади евра добиваат на тоа. И тие истите кои што се бунеа, се некои професори, наводно експерти по историја, појма немаат од историја, сега се дел од таа комисија. Што ќе разговарат? Еве ги прашувам, што ќе разговарат? Па зато- Ќе се докажуваат дека сме македонци? Па затоа велат, ако сакаш да не се договори за нешто, создади комисија. Види, значи, просто кажано ова што го кажав, тоа е вистина и тоа ме боли и затоа ние се бориме за да имаме држава, каде што сите граѓани, независно од вера, религија, нација, ќе живеат заеднички, ќе творат заеднички, ќе соработуваат, ќе имаме соживот, ќе креираме, ќе промовираме, како што беше во поранешна Југославија, братство, единство. И квалитетот, стручноста, квалитетните научници, иноватори, а не само во наводници, сега секој втор човек во Македонија нека ми извинат правите доктори на науки, кој што се има докторска диплома, секој може и најверојатно и да ја купи и така натаму, и некој од нив се и купени или партиски добиене. На ова држава му треба квалитетни луѓе кои ќе застанат и ќе му кажат на Бугарија и на Европа не може вака, може така, а нас не заплашуваат цело време со приказната ќе во оставиме назад, па нема да влезете сега во Европа. Немам против. Јас сум како демократ пред се и човек кој што живее долго години во Америка, јас сум проевропски и сакаме да влеземе во Европа, ама не да влеземе понижени и утре другина, што е најстрашно, ќе ги ставиме сега бугарите во уставо, не е проблем да ги ставиме, сите ќе ги ставиме во уставо ако сакат, но проблемот што утре ќе ти кажи сега ќе ги смениш и како што кажуваат учебниците, ќе ја сменуваш историјата, па после други некои препреки ќе ни поставуваат. Од уставот направивме сарма. Господин Јорго, времето ни заврши за оваа емисија. Сосема за крај би ве запрашал како последно прашање, дали демократи доколку дојдат еден ден на власт, може да ги променат овие нешта на нашата политичка сцена? Ние се бориме не да дојдеме на власт, ние се бориме да ги тргнеме овие лопови и политички структури кои што се криминални и да дојдат луѓе да ја менаџираат државата, меѓу кои и демократи се разбира, и имаме во Македонија супер квалитетни луѓе кои што за жал се повлечени, потиштени, потурнати и можат да ја водат ова држава. Се бориме да дојдеме, да ја менаџираме државата, најквалитетни луѓе да ја менаџираат и се разбира да креираме демократска држава, правна, функционална држава, каде што секој граѓанин ќе има шанса да оди напред, а не да се расправаме 33 години по некој си лажен да промовираме патриотизам, па да не зборувам за идентистите, тие треба да се тргнат настрана, да се неутрализираат, поточно кажано, да се спречат во промовирање на омраза помеѓу нас, поготово помеѓу македонците и албанците, бидејќи јас имам пријатели албанци и живеам во Македонија и има фантастични албанци кои што како јас и други ги изгубиле своите деца, просто кажано во наводници, сите ни заминале во странство. Јас имам 18 внуци, 16 се во странство. Што повеќе да ви кажам? Тоа е мојата мисија, не да дојме да владееме како овие криминални структури, да дојме да ја менеџираме државата и да креираме една за секојаш функционална правна држава за доброто на сите граѓани, за доброто на народот на Македонија. Да живее Македонија, Македонија вечни вековите. Господин Јорго, ви благодарам многу што ни бевте денеска гости. Се надевам дека повторно ќе се видиме во ова наше студио, а на вас, драги мои, ви благодарам премногу за одвоеното време. Се надевам и верувам дека успеавме да го задржиме вашето ценето внимание и гледајте не во некоја наредна емисија. А доколку ви се допадна ова видео, знаете дека треба да стиснете лайк, сабскрајб и нормално да го споделите ова наше видео за да дојде до што поголема маса на народ.